Ако за да го донесете буџетот за оваа година, минатиот декември ја злоупотребивте тајната полиција со брутална употреба на сила, буквално со тепање и газење си истеравте работата, оваа година преку владеачкиот недемократски деловник на нас како опозицијски пратеници не ни се овозможи да ги застапуваме граѓаните што не гласале. Од поднесени 684 амандмани, заради прекусите деловнички рокови, кои ВМРО, ДПМН и ДУИ самите се ги изгласаа после црниот понеделник, ние во Комисијата за финансирање и буџет во вкупно 10 дена, или работејки секој ден од 10 часот наутро до 22 часот навечер, едва и расправавме за 291 амандман. Да фрлите во ветер речиси 400 амандмани кои ги поднеле пратеници, за кои на парламентарните избори во 2011 година гласале 370.000 луѓе со своји човечки судбини, проблеми и барања, тоа е целосно противуставно погазување на парламентарната демократија, која, бидете сигурни, ќе ви судри од глава. Ние се бориме со амандмани да скратиме од расходите што ги правите на реклами, луксузирања, барокни фасади, панорамски тркала и да ги пренасочиме за училишта, регионални и магистрални патишта, пречистителни станици, водоводни и канализациони мрежи. Заре мислите дека е исправно на 20 минути од центарот на Скопје, во село Чифлик, во општина Петровец, во 21. век, да има основно училиште во кое нема вода за пиење за учениците? Кој ви дава право да ги суспендирате основните принципи на секоја представничка парламентарна демократија, во која пратениците мора да бидат гласот на народот? Заре мислите дека ќе ги прелажете граѓаните со процедура, дека тие се наивни, дека нема да препознаат што правите? Јасно е од оваа пленарна седница дека се обидувате со незборување за еден од најважните стратешки документи во оваа држава, буџетот, сакате да ја сокриете вистината дека и следниот буџет за 2014 година ќе ја зголеми сиромаштијата. И еве и годинава, како и лани, повторно ќе се истерате работата и на крај памет не ви паѓа да ги коригирате вашите погрешни политики. Освен се разбира ако не ги сметате оние два супер скромни амандмани што ги прифативте. Ситерате повеќе познатата максима: победивме на избори, ќе правиме што сакаме. Не ви интересира и не ги кажувате на јавноста дека во буџетот ги трошите парите и на оние граѓани што гласале за вас, ама и на оние граѓани што мислат поинаку од вас, а не се малку. Затоа мислам дека е невидено лицемерие актуелниот министер за финансии во воведното излагање на оваа пленарна седница сега да повикува на политички надпревар со идеи, визии и аргументи, бидејќи на ВМРО ДПМН таква дебата не му одговара и никогаш нема да ја прифати. Како стара расипана грамофонска плоча повторувате едните исти лажни тези. СДСМ нема програма, вашите предлози немаат финансиска подкрепа, во ваше време немаше спорт, немаше култура, немаше образование, не знаете економија, ги чувавте парите, па тезите варираат, па се слуша една позната лага дека денес, благодарение на Груевски, политичарот бил работник, а не како во 90-тите, кога бил Бранко и кога бил СДСМ, се седело во канцеларии. Ама не чув одговор ни во Комисијата за финансирање и буџет, ни на оваа пленарна седница, кој е тој работник во Република Македонија, кој во изминативе 8 години можеше и заработи приближно толку пари како првенците на ВМРО ДПМН. Со купишта станови, со купишта бизниси надвори во странство, со зголемени банковски салда и што уште не. На сите ни е јасно дека ние во Македонија во оваа гарнитура го немаме нашиот Саша Радуловиќ, како оној министер за стопанство во Србија. Никој во оваа влада нема храброст да признае дека ова што сега се прави е погрешно, затоа што ќе го плаќаат многу генерации после нас
и дека е срамота и финансиско злосторство ова да им го правиме на нашите деца и внуци. Уште повеќе, актуелниот министер за финансии ја пропушти шансата да се извини што минатиот 24 декември овде, наместо да биде добар економист, беше послушен партиски војник кој мафтеше со раката додека беа изфрлани жени пратенички. Но тој е негов избор и таа слика ќе го следи до крајот на неговата политичка кариера. Актуелниот министер за финансии, без разлика колку ќе негирате, има најмалку политичка одговорност заради тоа што е соизвршител во противуставното усвојување на буџетот за 2013 година и противуставното изфрлање на новинарите од Собраниската галерија. Што е уште пострашно, од прв до последен, вие представниците на ВМРО ДПМН не извлекувате поука од настаните на 24 декември. Продолжувате и понатаму да манифестирате гола сила и дека за вас постојат правилата само на бројките во овој парламент. Не важи ниту устав, не важи ниту закон, ниту едно демократско начало или правило на игра. Но тоа исто така е ваша одлука, со која што ќе мора да живеете многу сурово, тогаш кога ќе се преселите во опозиција. Секоја година исто така се повторуваат едните исти економски прогнози. Наводно, се очекува поголем економски раст како резултат на поголемиот процент на предвидени капитални расходи, зголемен обем на очекувани нови странски инвестиции и зголемен извоз на постоечките странски инвеститори, посебно на оние во автомобилската индустрија. А видете чудо, реалноста укажува дека во оваа 2013 година, заклучно со месец октомври, последниот месец за кој постојат официјални статистички податоци, капиталните расходи изнесуваат скромни 65%. И се уште немаме одговор, бидејќи одговорното лице ЗС го нема, како тоа владата замислува дека во 2014 година капиталните расходи ќе се зголема за 11% или заедно со Агенцијата за патишта тој процент ќе изнесувал наводно 20% зголемени капитални расходи. Со магија или со вештините на Груевски Ставревски компанија за шоу бизнис? Ке чекате некој друг како со брата Рој, со пестите на Мадона, со огномети и забави од 500.000 евра, со кич? Знаете ли што верифицирате и што правите во оваа држава? Човекот кој во собствената матична земја е обвинет за долг од 4 милиарди евра и Врховниот суд му забранува излез од Индија, овдека пред прекалениот борец против организираниот криминал, тој изјавува дека конечно нашол земја без корупција. Бре, каква фарса. Ама не знам дали ја паметите, колегата Горан Мисовски ви ја покажа оваа фотографија, јас ја пак ќе ви ја покажам. Го гледате човеков со шеширот. Едниот Џон Парк Рајт, близок пријател на Раул Кастро, кој заедно со Груевски се сликаше со каубојски шешири и ветуваше дека илјадници говеда ќе донесе во третата изборна единица и дека така ќе обезбедиме економски развој. Така ќе завршите и со собрата Рој и со сите други странски инвеститори кои што се обидувате да ги носите во Република Македонија и да се фалите со скапи кампањи. Има уште еден парадокс. Министерот за финансии тврди дека капиталните инвестиции во 2014 по сите основи ќе достигнале вкупен износ од 525 до 650 милиони евра. И тоа според информациите ги структурира во буџетот последниот ЕСА. 370 милиони евра ќе биле буџетски капитални инвестиции, а остатокот од околу 280 милиони евра се инвестиции преку Агенцијата за патишта и државните енергетски компании. Зошто парадокс? Затоа што кога се бројат странските инвестиции, кои што треба да книжат дневно политички поени за оваа власт, тогаш одговорното лице ЗС точно знае од каде доаѓаат. А кога ќе побарате информација колку изнесува вкупниот јавен долг во оваа држава, тогаш според него е динамична работа таа информација и се знае само долгот на централната влада. А ние сме демек четвртата најмалку задолжена земја во Европа. Или со други зборови, износот на вкупниот јавен долг во оваа влада е на ниво на воена тајна. Овде беа спомнати и спортските сали,
кои што се изградили и ќе се градат како аргумент за економскиот раст во 2014 година и дека тие спортски сали овозможиле да има раст од 3,2 од БДП во 2013 година. Дали од ВМРО ДПМН не ги читате вие законите во ова собрание? Знаете дека пред неколку месеци донесовте закон за спорт со кој му ја простувате на јавното предпријатие за спорт загубата од 10 милиони евра. За спортски објекти се извинувам. 10 милиони евра и дополнително возможувате да се раскршмуваат спортските објекти кои се градени од самопридонес. Или потрошивте, например, 10 милиони евра за 50 фудбалски игралишта, а бидејќи вие сте политичари работници, не одите на терен и не можете да видите дека 200.000 евра, иако чинеше едно, скоро сите се обраснати со трева и воопшто не се користат. Толку сте се изгубиле во ориентацијата во просторот и времето, што и самите почнавте да мислите дека милионските рекламни кампањи на владата се вистина. Се однесувате како во Македонија да има наплив на азиланти, дека германци, швејани, данци чекаат да влезат во Република Македонија и да го видат чудото на третиот најголем економски раст во Европа после Турција и Летонија. А не признавате дека повеќе од 400.000 млади луѓе ја напуштиле оваа земја бидејќи бараат шаре да ги решат економските проблеми надвор од границите на Република Македонија. И кога ќе кажете дека се пробила психолошката бариера од 30% на невработеност во Република Македонија, а сега била 28,7, не кажувате како е возможно буџетскиот дефицит или дефицитот во Фондот за пенсиско и инвалидско осигурување се продлабочува. Откако овој министер е министер за финансии од 2008 година, нивото на дефицитот во Фондот за пенсиско и инвалидско осигурување бил 6%, сега е 22%. Вкупните приходи во Фондот за ПИОМ во 2012 според завршната сметка изнесувале 760 милиони евра, од кои 59% се учествуваат уплатени придонеси, а 38% или 288,8 милиони евра се средства од буџетот на Република Македонија. Како е возможно, колеги од ВМРО ДПМН, да се намалува невработеноста, да се вработуваат нови луѓе, а дупката во Фондот за пенсиско и инвалидско осигурување драматично да се продлабочува? Предпоставувам, ако го видите ревизорскиот извештај на македонската контрола на летање, каде што е директор Живко Поповски, таткото на Никола Поповски, ќе видите дека таму има дупка од 2009 година сметано до денес од 60 милиона неплатени придонеси за воздухопловен додаток. Но фала Богу, него не му фали влакно од главата и му дадов уште 12 милиони евра со кредит да ги модернизира навигацијските системи. Потрошивте за 7 години 15 милиарди евра. Или 7 милиарди евра повеќе од сите претходни влади. Дури и самите комерцијални банки во државата тврдат дека парите им се на сигурно затоа што преку записи и аукции на владата и дале кредити од 600 милиони евра. За момент, колеги од ВМРО ДПМН, погледнете околу себе. Кажете една анкета или кажете една информација која ќе добиете, која ќе ви укаже дека подобро се живее во Република Македонија од 2006 година. Се фалите со плати и пензии, ама не кажувате дека основните животни продукти сметано од 2006 година се поскапи за 2, 3, 4 или 5 пати. Колеги од ВМРО ДПМН, ние не ве натеравме да потрошите половина милиарда евра на Скопје 2014. Иако вашиот шеф Груевски вети дека тој ќе чини само 80 милиони евра. Па после, откако изгубивте на локалните избори во центар, ве фати паника, па ја пуштивте Бети Качевска да излегува со тврдење дека биле потрошени 207 милиони евра, демек не биле половина милиарда. А што да очекувате друго од Бети Канчевска? Ако ги погледнете нејзините јавни набавки, ќе видите дека оваа супер министерка во наводници за 16 дена, од 10 до 16 декември, спровела 6 јавни набавки, речи си сите во 4 очи и сите за непредвидени работи од основните договори на објектите од Скопје 2014 во вкупна вредност од 1,7 милиони евра. И ова не ви беше доста. Во буџетот за 2014 година сте предвиделе за панорамското тркало 12 милиони евра, за новата фонтана на градскиот плоштад плюс 4 милиона евра, за новата катна гаража до седиштето на ВМРО ДПМН во градба плюс 3,5 милиони евра,
За барокни фасади дополнителни 2 милиона евра. Или со други зборови, ајде на здравје, нови 20 милиони евра на барокни глупости. Па уште слушаме како одговорното лице ЗС не убедува и нас и јавноста како македонската економија ја спасило градежништвото кое било ангажирано највеќе во објектите од проектот Скопје 2014 и заради тоа забележало раст од 32%. Па господа од власта, зошто не почнете да градите пирамида? Искасапете го градскиот парк, извадете ги тие дрвја што преостанали, земете на водно и почнете да градите пирамида. Предпоставувам тогаш уште повеќе и градежни компании и работници ќе бидат ангажирани. Ќе увеземе камено странство, Валентина Стефановска ќе ја проектира, ќе иде да спие во скапи апартмани во Египет за да научи како се прават древни египетски пирамиди. Ќе потрошиме до 200-250 милиони евра, се разбира дупло, за да може фамилијата да живее, инаку нема да може да врзе месец од крај со крај, и ќе направиме една реклама за туристите, повелете, дојдете во најзагадениот град во светот. Не признавате 7 година дека непродуктивните расходи или спомениците и барокните фасади не се мачкаат на лепи, тие не се додадена вредност на македонската економија. И уште манипулирате дека благодарение на објектите од проектот Скопје 2014 немало да се плаќа кири за државните институции. Па вие со Скопје 2014 потрошивте кири за 7 века. Однапред, во припет, за 7 века. И она што е страшно, за што сакам на крај да говорам, е што се фрапантни податоците за начинот како сте ги трошеле парите во проектот Скопје 2014. И бидејќи сега како опозиција, а власт во општина Центар, можеме да дојдеме до одредени податоци, податоците за криминалиите се катастрофални. И бидејќи не ви се слуша, сега ќе ви кажам како правите вие споменици. Значи, Гоце Делчев и Даме Груев, РЖ Институт Скопје, значи домашна фирма, понудила 400.000 евра да се направат. Ама малку ви било. Вие сте платиле поскапо за 112% 850.000 евра. Никола Карев, РЖ Институт Скопје, понудил 329.000 евра. Ама вас би било малку. Поскапо за 117% сте платиле 715.000 евра. Војна конј, 4,5 милиони евра. Лавови, 2 лава десно од мостот Гоце Делчев. 1.140.000 евра. Лавови лево, по туристичките, 1.170.406 евра. А понудата била на РЖ Институт Скопје 448.000 евра. Цар Самуил, 1.368.780.000 евра. Методија Андонов Ченто, 780.000 евра, иако понудата на другата фирма била 238.000 евра. Поскапо за 227%. Гемиджи, 970.000 евра платени, РЖ Институт Скопје понудил 584.000 евра. Цар Јустинијан I, иако едната понуда била 748.000 евра, сте платили 1.229.000 евра. Основачи на ВМРО, РЖ Институт Скопје ви понудил да ги прави за 565.000 евра. Сте платили 1.100.000 евра. И првото заседание на АСНОМ, наместо да платите 787.000 евра на македонска компанија, сте платиле 1,5 милион евра. Или за само 11 споменици преку општината Центар сте потрошиле 8 милиона евра повеќе од понудените, или за 50% повеќе од цените кои ги дале домашните понудувачи споредено со италијанските леарници. Па колку ли криминал има во другите објекти од Скопје 2014? Од половина милиарда евра, пола, 250 милиони евра ли испразнивте од джебовите или си ги наполнивте джебовите? Тоа е вашиот патриотизам. Така вие ги штитите парите на граѓаните. Така е подобар животниот стандард. Тоа е вашата формула за економски раст. И не наоѓате за сходно да погледнете на вистината во очи. И бидете сигурни
дека со вас нема надпревар на идеи. Со вас има друг тип на надпревар. И ќе сватите кога ќе идете во опозиција, кога некои од вашите ќе бидат апсени за криминалот што го направи. И тогаш ќе се срамите и ќе се